Полека, но сигурно стигнавме до една од двете најважни сесии во овој модул, еден на премиум предпремаш 2.0, насловен како Lean Startup. Во оваа сесија започнуваме со навистина напорна работа, која што ќе трае во следните повеќе сесии ќе бидат. Ќе работиме на фазата откривање на купувачи како дел од развојот на купувачи. Во претходната сесија објаснивме што представува развој на купувачи, а во оваа сесија и следните ќе ги поминеме првите две фази од развој на купувачи кои се доволно за завршување на Lean Startup процесот. По завршување на овие следни сесии ќе имате бизнис модел кој ќе гарантира успех за вашата компанија, која ќе ја градите во следната фаза и со останатите модули од премиум предпремач 2.0. Пред да одиме со оваа сесија, да напоменам дека оваа сесија е многу подолга во однос на претходните. Доколку ви треба повеќе време, обезбедете го тоа време, затоа што она што тука ќе го научите и што ќе биде основа на вашите акции во креирање и кревање на нозе на вашиот стартап, ќе биде од непроценлива вредност за вас. Затоа, едноставно, земете кафе, земете некој напиток, ако треба и некој сендвич, обезбедете нотес и пенкало или едноставно земете го вашиот iPad или таблет на кој што можете да ги фаќате забелешките и да бидете спремни веднаш да работите на она што ќе биде предмет на оваа видеосесија. Откривање на купувачи го представуваме како на сликата во кружен процес, за да асоцира на тоа дека се додека не се обезбедат одредени услови, нема да се премине во фазата на валидација на купувачи. Тоа се посебни пивотирања во фазата на откривање на купувачи. Значи, да разјасниме уште сега. Значи, имаме пивотирање кога преминуваме од фазата откривање на купувачи во фазата валидација на купувачи и од фазата валидација на купувачи кога се враќаме во фазата откривање на купувачи, но и во самиот процес на откривање на купувачи ќе имаме постојани пивотирања и промени. Постојано ќе се тестира и прилагодува бизнис моделот се додека не бидеме сигурни дека имаме усогласување помеѓу проблемите кои постојат на пазарот и решението со кое што нашиот бизнис модел сакаме, кое што го опфаќа нашиот бизнис модел и кое што сакаме да го понудиме на пазарот. Значи, првата цел ние да дојдеме до усогласување помеѓу проблемот што постои на пазарот и решението што ќе го понудиме. Значи, ова го нарекуваме производ, го нарекуваме проблем, решение и усогласување. Понатаму ќе работиме подетално на ова. Целта на оваа фаза е да се претворат иницијалните хипотези на основачот, односно на вас за пазарот во факти. Се она што е наведено во бизнис моделот треба да биде факт, а не претпоставка како што е во моментов. На крајот на оваа фаза мора да бидете сигурни дека производот решава проблем за идентификувана група на корисници. Ќе ги имате исконструирано хипотезите во бизнис моделот и ќе излезете надвор за да проверите дали има други луѓе кои сметаат дека постојат истите проблеми или потреби на пазарот кои што вие сте си ги претпоставиле во самиот бизнис модел. Како што кажавме и претходно, откривање на купувачи го користи следниот принцип во 4 чекори. Првим, поставување на хипотези во бизнис моделот, како што веќе презентиравме во претходната сесија, потоа дизајнирање на експерименти, тестирање на експерименти и имплементација во бизнис моделот на она што е откриено од тестирањето. Сега накратко ќе ги дообјасниме овие 4, но прилагодени за оваа фаза, значи чекори за фазата откривање на купувачи. Во чекорот број 1, поставување на хипотези, едноставно го подготвувате бизнис моделот како што објаснива во претходните сесии. Вие веќе најверојатно го имате подготвено доколку ги следите препораките од претходните сесии, но сепак и тука ќе продолжиме значи со секој елемент детално да го дефинираме бизнис моделот. Оваа видеосесија всушност ќе се насочи на првиот елемент од бизнис моделот, односно вредноста. Фазата дизајнирање на експерименти ја делиме на два дела, значи експерименти за проблемот и експерименти за решението. Првиот чекор е да дизајнирате експерименти за проблемот, што значат тестирање на проблемот. Започнувате со подготовка на листа на експерименти за тестирање на проблемот, а ќе ги тестирате вредноста, цената, каналите на дистрибуција и продажниот процес на стартапот. Целта со овие тестови е да се претворат хипотезите во факти преку призмата на проблем кој постои на пазарот и кој вие сакате да го решите. При тоа отфрлајќи ги оние хипотези кои не се точни со додавање на нови хипотези кои ќе бидат предмет на повторно тестирање.
Кога веќе ќе го имаме прецизно дефинирано проблемот со претходните тестирања, можеме да преминеме на тестирање на решението. Како што веќе кажавме претходно, една од целите на оваа фаза е да добиеме усогласување помеѓу проблемот и решението кој ќе го понудиме. Повторно, овој чекор се одвива првин со подготовка на листа на експерименти кои ќе се преземат заради тестирање на решението, ќе се презентира вредноста и MVP-ата, при што целта е да се додаваат и отфрлаат карактеристиките на производот или услугата, едноставно со правилото дали поминува или не поминува. Но целта тука не е да се продава производ во огромни количини. Целта е да се потврди дека добро сте го разбрале проблемот од чекорот 2 и решението кое што го решава тој проблем. Последниот чекор е верификувај или пивотирај. Доколку верификувате, можете да одите во следната фаза, но доколку не успеете да верификувате дека она што сте го поставиле како хипотези во бизнис моделот соодветствува со реалноста, односно постои проблем кој сакате да го решите и решението може да го реши тој проблем, ќе мора да се вратите назад, односно да пивотирате преку нови хипотези и повторно нови тестирања. А во овој чекор вие ќе мора да верификувате дека имате целосно разбирање на проблемите, потребите или пасијата на купувачите, потврдената вредност го решава проблемот, потребата или пасијата, определено е дека постои доволно голем број на купувачи за тој производ, научено е што купувачите ќе платат за вашиот производ и убедени сте дека приходите треба да обезбедат профитабилен бизнис. Но додиме сега чекор по чекор за да го разработиме ова што го кажавме задедно. Додека ја следите оваа видео сесија, веднаш имплементирајте го сето она што ќе го научите. Доколку не успеете веднаш се да имплементирате, стиснете пауза, работете на вашиот бизнис модел, значи и развој на хипотезите кои што ќе ги внесувате во тој бизнис модел, користете го темплейтот што е предвиден, односно формата или документот во кој што се соберени сите алатки кои што ќе ве водат низ целиот овој процес и веднаш работете на него. Значи колку побрзо го сработите тоа, толку побрзо ќе можете да излезете надвор и да започнете со реални тестирања и реални значи прилагодување на самиот бизнис модел. Додиме со првата фаза од откривање на купувачи која се однесува на поставување на хипотезите, односно дизајн на бизнис моделот. Во оваа фаза всушност визијата на основачот, односно вашата визија, се трансферира во 9 блокови на бизнис модел, како што покажавме. Се црта скица на бизнис моделот, но да одиме едно по едно. Прво започнуваме со дефинирање на големината на пазарот. Мора овој чекор да го започнам со еден цитат на Стив Бланк, авторот на процесот на развој на купувачи. Че фирмите за истражување на пазарот се одлични за предвидување на минатото. Точно. Фирмите кои се занимаваат со истражување на пазарот прават одлични анализи на минатото, но не и на иднината. Затоа не е препорачливо како стартап да ги користите овие информации, бидејќи вие не сакате да потрошите години на развој на бизнисот за да дознаете дека подредено ниво нема да може веќе да расте. Пазарните можности зависат од 3 значајни елементи. Значи прво, да има доволен број на потенцијални корисници или купувачи. Овој елемент е нешто без кое не може да се замисли еден стартап. Дали вие би создавале компанија која ќе нуди производи или услуги за кои нема да има потенцијални купувачи? Запрашајте се веднаш. Второ, да се гледа јасно идниот раст на корисници, односно купувачи и да има рапиден и предвидлив раст. Но, често пати кога дизајнираме стартап, се насочуваме само на првиот елемент, заборавајќи го вториот и третиот. На вас ви треба нешто што ќе обезбеди јасен, предвидлив иден раст на купувачи. И трето, да постојат можности да се привлечат купувачи, односно корисници. Но, и без третиот елемент се губи потенцијалот на стартапот. Доколку не можете да ги привлечете купувачите, тогаш залудно ќе го потрошите вашето време, но и вашите ресурси за градење на самиот стартап. Прво што ќе треба да направите пред било што друго е да го идентификувате и процените пазарот преку 3 бројки. Значи, вкупно достапен пазар, пазар кој може да се обслужи и целен пазар. Овие бројки се одличен старт на се она што ќе следува. Лесно може од нив да се воочи потенцијалот на бизнисот. Доколку не можете да ги процените овие бројки, може во број на потенцијални купувачи или во износ на пари, тогаш треба добро да се замислите дали да продолжите понатаму или да се вратите назад кон самата бизнис идеја и нејзиното прилагодување.
Нова слика илустративно се прикажани овие три вида на пазари, чии бројки ќе ви бидат потребни. Како основач на стартап, не смеете да се задоволите само со бројката на вкупно достапен пазар. Република Македонија има над 2 милиони жители, но физички бизнис кој е лоциран во Скопје нема да може да ја обслужи целата земја. Затоа и многу помал дел од вкупниот достапен пазар представува пазар кој може да се обслужи. Од друга страна, тешко е да се очекува дека сите тие кои може да се обслужат ќе бидат купувачи. Во оваа фаза од развојот на стартапот треба да размислите за дел од пазарот кој може да се обслужи, кој има најголема веројатност да стане купувач на вашите производи или услуги. Да разгледаме некои прашања кои ќе ви помогнат во дефинирање на овие бројки. За вкупно достапен пазар одговорете на следниве прашања. Колку луѓе ќе го сакаат или ќе имаат потреба од производот, односно услугата? Колку е голем пазарот во пари или единици на производи доколку купуваат? Но, прашањето е како да ги откриете бројките за овој пазар. Едноставно преку анализа на индустријата. Добар извор на информации може да ви биде Државен завод за статистика, доколку стартапот е веб базиран бизнис, па тогаш можете да го користите Google како компанија која ги содржи најголемиот дел од информациите. Но не го заборавајте ни Facebook, кој што исто така има потенцијал за добра анализа на пазарот, тоа веќе покажавме во премиум предприемач 1.0. За пазарот кој може да се обслужи, следниве прашања ќе треба да ги одговорите. Колку луѓе имаат потреба, односно можат да го користат производот? Колку луѓе имаат пари, односно можности да го купат производот? Разбирање на пари, односно единици, се однесува на моќта на овој дел од пазарот изразена преку број на луѓе или ентитети или преку едноставно монетарен износ. Прашањето е како да ги откриете овие бројки. Тука веќе е потешко да користите готови информации. Ке треба самите да ги сработите. Едноставно разговарајте со потенцијалните купувачи. Например, можете да земете од вкупно достапниот пазар да изберете 20 или 30 потенцијални купувачи на кои можете да им се јавите и да ги прашате. Ке видите колку од нив навистина имаат потреба, колку од нив имаат навистина пари за да купат, и едноставно ќе го користите тој процент како една основа за понатамошните анализи и истражување понатамошната работа на вашиот бизнис модел. Например, ако сте се јавиле на 10 купувачи, од кои кај тројца утврдивте дека, да кажеме вака, се јавувате на 10 потенцијални купувачи од вкупно достапен пазар. Од нив кај 6 мина сте утврдиле дека постои навистина потреба, односно може да го користат производот. Од тие 6, само 4 имаат пари, односно можност да го купат производот. Тоа значи дека вашиот вкупно достапен пазар ќе биде само 40% согласно овој експеримент и ова тестирање. Или во тој случај од вкупно достапен пазар. Во тој случај ако имате 2 милиони потенцијални купувачи во вкупно достапен пазар, во пазар кој ќе може да се обслужи, ќе имате 800.000 потенцијални купувачи. Значи, ова е процесот кој што можете да го користите за да дојдете до некои посигурни бројки. За целниот пазар, са следните прашања ќе треба да ги одговорите. Значи, прво, на кого ќе продавате во прва, втора или трета година? Понатаму, второ прашање, колкав број на купувачи се тоа? Како трето прашање, колкав број се доколку сите купат? Пак, како да откриете? Значи и тука, први разговарате со потенцијалните купувачи. Значи веќе, ако сте направиле неколку експерименти и тестирања за откривање на вкупно, за откривање на пазар кој може да се обслужи, сигурно веќе имате одредени контакт детали кои што ќе можете понатаму да ги користите за овие експерименти за да откриете колкав е целниот пазар. Значи, и кога веќе ќе ги идентификувате, можете да разговарате со потенцијалните партнери или конкуренти. Сепак, кај нив веќе постојат информации во однос на овие бројки, а за вас се уште никој не знае дека се подготвувате да го промените светот. Значи, повторно да напомнам, можете да ги користите купувачите директно, значи од оние што кажавме 40% кои што ги определивте претходно, тоа е ваш вкупен, тоа е ваш пазар кој може да се обслужи, значи ќе им се јавите на 10 мина од нив и ќе се обидете да ги прашате дали би купиле во прва, втора или трета година, ќе го определите бројот, значи на оние што би купиле и ќе знаете точно
да предвидите. Во вакова ситуација, например, ако се повторно 10 на кои што сте им се јавиле, но се дел од вкупно од пазарот кој што можете да го обслужите, и доколку четворица ви нарачаат производ или тројца, да кажеме, веќе се спремни да купат во прва, втора и трета година, значи ќе имате 30% од пазарот кој може да се обслужи, ќе представува ваш целен пазар. Во една ваква ситуација, значи како проста математика, ако земеме примерот од претходно, од 800.000 значи потенцијални купувачи во пазар кој може да се обслужи, 30% се 240.000 потенцијални купувачи кои што ќе бидат дел од целниот пазар. Еве еден пример што би требало да направите. Да земеме еден бизнис кој сака да настапи локално на пазарот во Македонија, и тоа во Скопје, во сите поголеми трговски центри. Значи, вкупно достапен пазар бара одговор на прашањето колку е голем универзумот. Значи, цела Македонија или повеќе од 2 милиони жители би било одговорот. Во поголемите трговски центри во Скопје доаѓаат од сите градови од републиката. Затоа како почетна бројка на вкупно достапен пазар ја земаме бројката од 2 милиони потенцијални купувачи. Пазар кој може да се обслужи е доста потесен во однос на вкупниот достапен пазар. Тука користиме информација дека околу 500.000 луѓе ги посетуваат тие трговски центри во определен временски период за кој што ние анализираме. Но, целниот пазар е многу помалку од пазарот кој може да се обслужи. Кои се најверојатните купувачи? Например, луѓе и мажи и жени на возраст од 30 до 50 години, односно тоа 40% од 500.000 или 200.000 потенцијални купувачи. Но сепак не можеме да го земеме фактот дека сите 200.000 ќе купат, значи од бизнис. По завршување на разговори со купувачи, со партнери и потенцијални конкуренти, доаѓаме до сознание дека една половина ќе се заинтересираат за нашите производи или услуги и една половина ќе купат, што значи дека целниот пазар е 50.000 луѓе. Користете ги бесплатните алатки на Google во овие проценки и особено доколку се работи за веб мобилна апликација. Значи ова веќе го имаме презентирано во премиум предприемач 1.0. Значи брейнстормирајте клучни зборови кои еден потенцијален купувач би ги барал за решавање на проблемот и Google Keyword Tool ќе ви каже колку луѓе бараат за секој од тие зборови. Со помош на темплейтот за оваа анализа, веднаш пробајте да ги одговорите овие прашања и да имате некои бројки. Можете слободно да стиснете пауза и да се фатите за работа. Само од гледање на овие видео сесии ништо нема да постигнете. Затоа пауза и работа. Не се враќајте додека не завршите со она што досега го презентиравме. Добро, можеме да продолжиме. Следниот чекор е да ги дефинирате хипотезите кои се однесуваат на вредноста. Значи веќе ќе почнеме да работиме на создавање на вашиот бизнис модел. Откако ќе ги дефинирате пазарите од претходниот чекор, можете да започнете со работа на бизнис моделот. Првен, хипотезите за вредноста, како еден од најважните елементи на бизнис моделот. Ке се обидеме да ве водиме низ процесот на дефинирање на хипотезите за вредноста, иако процесот е доста покомплексен, особено што различни бизниси ќе бараат различни пристапи. Сепак, како еден универзален принцип, ќе го дефинираме процесот со што слободно можете да вршите измени, да додавате и да одземате. Сепак, ова се само хипотези, на нив ќе следи едно екстензивно експериментирање и тестирање. При дефинирање на вредносните хипотези во вашиот бизнис модел, подобро е да започнете со одговор на следниве прашања. Што е она што го градите? Дали е тоа производ или услуга? Дали е веб или мобилен производ или пак физички производ? Каков производ или услуга градите? Каков е тој производ? Како мириса? Како функционира? Што прави? За кого го градите тој производ? За кого се однесува тој производ или услуга? И што точно тоа што го градите решава за нив? Што ќе добие оној што ќе го поседува вашиот производ? Забележувате дека овие прашања веќе ве водат за дефинирање на вредноста што ќе ја понуди вашиот бизнис. Целта на овие прашања е да ве воведе во процесот на обликување на вредносните хипотези кои што ќе бидат дел од вашиот бизнис модел. Вредноста не е за вашиот производ или услуга, туку е спој помеѓу вашиот производ или услуга со купувачот од друга страна. Мора да се обидете да го дефинирате тој спој, односно она што цврсто ќе го врзе производот за купувачот. Забележувате дека во овој процес сакам да користиме еден сосема поинаков пристап. Значи не е важно ние да ги наброиме карактеристиките, дека нашиот производ, ако не знаме фотоапарат, има 10 мегапиксели камера. Ако некој не разбира што значи тоа 10 мегапиксели, ако
да кажеме, поголемиот број од потенцијални купувачи може да бидат задоволни со 3 мегапиксели камера. Но, од тука ќе биде важно да го точно прецизираме спојот она што ќе ги врзе, значи вредноста, односно елементите на вредноста во која што се наоѓа во вашиот производ или услуга со потенцијалните купувачи. Значи вредноста е за решавање на потреба или проблем на потенцијалниот купувач, а не за карактеристика на производот или услугата. Вредноста е за задоволување на потреба на купувачот. Овој дел од бизнис моделот представува еден вид на договор помеѓу купувачот и вашата компанија каде купувачот ве најмува да му го решите проблемот. Замислете дека сте еден автомеханичар, каде доаѓа купувач кој има квар на неговиот автомобил и ве најмува да го отстраните кварот. Ова исто се случува и тука. Значи, што е тоа што е вредно за тој купувач, затоа што вие ќе му го отстраните кварот? Дали тоа ќе биде време за колку ќе му го отстраните кварот? Дали тоа ќе биде квалитетна работа? Дали тоа ќе биде квалитетни резервни делови кои што ќе ги ставите? Дали тоа ќе биде ефтина работна рака или било што друго? Значи, тоа се елементите што еден купувач го врзува за вас, доколку сте автомеханичар, да биде ваш купувач. Сега, поделете ја вредноста во 3 специфични подрачја кои ќе треба да ги наведете. Значи, први ние имаме визија за производот, карактеристики и бенефити на производот и MVP. Да ги разгледаме и дефинираме вашите задачи за секој од овие 3 елементи. Првин, визијата е повеќе од поединечен производ. Таа гледа многу понапред. Следниве прашања може да ве водат низ овој процес. Која е вашата долгорочна визија за вашата компанија? Што би сакале да промените? Дали тоа ќе го изведете со серија на производи? Како ќе изгледа твојот свет за 1, 2 или пак 3 години? Овие прашања се вклучени во алатката која ќе ве води низ процесот на дефинирање на хипотезите за вредноста. Затоа можете веднаш да почнете да ги барате одговорите на овие прашања. Сега, кога веќе ја дефиниравме визијата, да преминеме на карактеристики и бенефити за купувачите на производот. Овој дел, значи од вредноста, презентира што представува производот и зошто луѓето би го купувале или би го користеле истиот. Ке треба да одговорите на следниве прашања. Прво, какви карактеристики имаат твоите производи или услуги? Кои придобивки креирате за купувачите и каква болка решавате за нив? Првин, развијте листа на топ 10 карактеристики на производот на една страна со 1 до 2 реченици како опис на карактеристиката. Потоа, подгответе листа на бенефити кои не се гледани со ваши очи, туку со очите на идните купувачи. Значи, можете да користите термини како ново, подобро, побрзо, поевтино. Значи, например, доколку го земеме за еден автомобил и ако има карактеристика, не знам, моќност и моќност да ја земеме како карактеристика. Таа моќност ќе обезбеди да биде автомобилот побрз. Значи, над 90% на луѓето може да не разбираат што значи моќноста изразена во киловати како карактеристика на еден автомобил која купуваат. Но сигурно ќе разберат дека може да вози 160, 200, 250 км на час како придобивка. Односно бенефит. Потоа, значи, кога ќе завршите со бенефитите, развите приказна на корисник, односно купувач. Целта е тука кратко наратив, да дадете едно кратко наративно објаснување за тоа каква работа производот ќе заврши за купувачот. Например, продавач на опрема за електронско обезбедување на редови на чекање ќе направи следната приказна. Во VIP постојано има долги редови на чекање и голем број на купувачи се фрустрирани и лути. Значи, сегаш кога сум отишол да платам сметка во VIP, значи ми се крева косата на главата. Со тоа VIP губи 5% од купувачи на годишно ниво. Тоа е загуба на профит во износ од 10 милиони денари годишно. Опремата од 3 милиони денари го забрзува процесот на организирање и чекање во редови и го олеснува животот на купувачите, но и на вработените во компанијата. Значи, забележувате дека ваква една приказна го дефинира самиот проблем, зошто, го трансферира проблемот во монетарна единица и едноставно ги дава придобивките, односно бенефитите. Ова е еден вид на приказна на корисник купувач. Додиме со третото подрачје кој ќе треба да го размислите при дефинирање на хипотези за вредност, а тоа е минимално одржлив производ.
Минимално одржлив производ, како што досега веќе напоменавме, представува концизен збир на најмала можна група на карактеристики кои би функционирале како посебен производ, додека се уште се решава суштинскиот проблем и демонстрира вредноста на производ. Започнете го MVP-то преку дефинирање на она што треба да се научи од кого. Едноставно, што е она што би сакале да го дознаете од купувачите за вашиот производ или услуга. Потоа одговорете на прашањето: кој е најмалиот или најмалку комплицираниот проблем за чие решение купувачот би ни платил? За разлика од големите компании, како еден стартап, вие имате за цел да си го олесните процесот и да дојдете до оние најмалку комплицирани карактеристики за вашиот производ или услуга. Едноставно, не сакате да заглавите со комплицираните елементи се додека не бидете сигурни дека ќе постои доволен интерес за понатамошниот развој. Запомнете дека целта на развојот на купувачи не е што да вметнете како карактеристики, туку да разберете што да не испорачате како карактеристики во еден производ или услуга. MVP има за цел да одговори на следниве прашања. Што е она што купувачите мислат дека е важно? Не е секогаш вашето мислење точно. Купувачите си имаат свои различни мислења. Со помош на MVP-то ќе треба прецизно да дознаеме што е она што купувачите вреднуваат, а не што вреднувате вие. Кои карактеристики и услуги ќе треба да ги изградите како приоритетни? Многу не е важно да го знаеме приоритетот на карактеристиките кои ќе треба да ги интегрираме во нашиот производ или услуга, затоа што да не се случи да интегрираме карактеристика која што не е толку приоритетна. И секако, запомнете, кога го планирате иницијалниот производ, најважно е да дојдете до доволно карактеристики за да решите проблем на позната група на купувачи. Кога станува збор за веб мобилни апликации, MVP-то може да се испорача уште од првиот ден. Например, веб страна која ќе служи за да се добие фидбек од купувачи за проблемот кој компанијата ќе го решава. Може и да биде некоја верзија за регистрација како оставање на имейл да добијат информација кога производот ќе биде спремен. Запомнете дека целта во оваа фаза е да се идентификува проблемот за кој купувачите се грижат, односно на вистина се заинтересирани да го решат. За да стигнете до квалитетен MVP, можете да ги користите и така наречени персони на купувачи, за кои што во претходни сесии изборувавме и дадов еден пример како персона на купувачи за премиум предприемач. Во формата со алатки за оваа видеосесија имате упатство како да разработите персона на купувачи. Понатаму, персоните на купувачи се доста важни во оваа фаза, особено затоа што со нивна помош вие ќе знаете со кого да разговарате во фазата на развој на купувачи. Ќе откриете како да маркетирате на тие купувачи, ќе го водите процесот на формирање на хипотезите во текот на развојот на производот и ќе успеете да го дефинирате MVP-то. За да дојдете до MVP, можете да го користите и процесот на разговор со купувачи. За ова ќе стане збор во следните фази од овој процес. Важно е да знаете дека вредноста е потребна заради разбирање на MVP-то, дека сегментите на купувачи за кои ќе зборуваме во следниот елемент на бизнис моделот и во следната видеосесија имаат за цел да се разберат персоните на купувачи. Нивниот спој ќе обезбеди усогласување помеѓу производот и пазарот, што ќе биде и целта на овој Lean Startup модул. Но ајде да видиме што всушност представува вредност. Прво, кога ќе кажеме вредност, мислиме на производ или услуга. Мислиме на производ како физички производ, нешто што може да го допреме и користиме. Производ како невидлив производ во вид на патенти и лиценци, производ како услуги во вид на гаранции или осигурување, дигитални производи како видеоматеријали, MP3 снимки, e-книги и така натаму. Исто така, кога зборуваме за вредноста, мислиме и на вредноста како услуга, која може да биде суштинска услуга, како консалтинг, средување на фризури за фризерите, совет за инвестирање. Но тука се и предпродажни и продажни услуги, со цел да се зголеми основната вредност на производот кој се продава, како помош за пронаоѓање на вистинско решение, финансирање, бесплатна испорака. Но и после продажните услуги исто така се дел од вредноста. Например, овие услуги можат да бидат како бесплатно одржување, отстранување на производот и така натаму. Сите овие елементи ќе треба да ги брейнстормирате и внесете во вашиот бизнис модел во делот на вредноста. Во документот салат ќе ви се дадени насоки како и потребни форми кои ќе ги пополнувате и ќе ве водат низ самиот процес. Добро е вредноста да ја представите и со термин на болка на потенцијални купувачи. Значи, освен како физички производ или услуга,
освен како еден вид на производ или услуга, без разлика дали е физички, дигитален или било каков производ, вредноста е добро да ја представите и со термини на болка на потенцијалниот купувач. Овие термини ќе ви помогнат и во иднина која ќе дизајнирате конкретни маркетинг материјали за вашиот бизнис. Започнете со брейнстормирање на болки на вашите купувачи кои ќе ги елиминирате со вашиот производ или услуга. Што ќе намалите или елиминирате за купувачот вид на изгубено време, трошоци, негативни емоции, ризик. Забележете, зборуваме за изгубено време, зборуваме за вистински трошоци, за негативни емоции, за ризици. Значи нешто што секој сака да го држи на минимум. Никој не сака да губи повеќе време отколку што е потребно. Никој не сака да има високи трошоци. Никој не сака да има негативни емоции. Никој не сака да има висок ризик. Значи, болките представувајте ги во со една ваква терминологија. Понатаму, дали ќе обезбедите заштеда на време, пари или напор? Или пак ќе обезбедите да се чувствуваат подобро преку елиминирање или намалување на фрустрации, здодевност, главоболки? Или пак ќе ги поправите лошите решенија кои ги имаат преку нови карактеристики, подобри или побрзи нешта? Или пак некои предизвици кои ги имаат полесно или елиминирање на отпор? Или пак ќе влијаете на социјални последици, моќ, доверба, социјален статус? Или пак ќе елиминирате некаков ризик, финансиски, социјален, технички? Сите овие представуваат одлични идеи кои што можете да ги искористите во креирање на вашата вредност. Болките може да се прикажат и како проблем или потреба. Например, проблем може да биде водење на сметководство, процесирање на текст. Например, во компанијата не постои можност за да се процесира текст, еден вид на проблем. Или пак софтверот кој што го испорачуваат конкурентите не процесира текстуални описи. Тоа е еден вид на проблем. Додека потребата може да биде потреба да се забавува, да комуницира, да јаде, да пие, да се дружи, да излегува надвор. Сето тоа представуваат еден вид на потреби кои што исто така се поврзани како и проблемите и потребите исто така се поврзани директно со болката која што ја наведуваме за креирање на вредностните хипотези за нашиот бизнис модел. Кога веќе ќе дојдете до листа на болки, следува нивно рангирање. Тоа рангирање изведете го врз основа на интензитетот на болката, но и за честеноста. Најважните болки за кои вашиот производ или услуга ќе биде лек се оние кои имаат најголем интензитет, но и со најголема зачестеност. Значи, сакаме да дојдеме до суштински болки кои потенцијалниот купувач ги чувствува. Ако сакаме нашиот бизнис да успее, мораме да го најдеме тој спој. Секогаш постојат некои такви елементи. Значи, но, освен тоа што интензитетот на болката е голем, значи, не е за да обезбедиме одржлив бизнис модел. Нам ни треба болка која ќе биде со висок интензитет, но сепак и повторлива доколку може. Затоа што со еден таков начин ќе обезбедиме константен пристап до постоечки купувачи. Сега тој баланс честопати тешко може да се постави. Но приоритетните болки на кои треба да се насочите се токму тие. Значи болки со висок интензитет и најголема зачестеност. Откако веќе ќе ги имате рангирано болките, земете ги најприоритетните болки и преточите ги во придобивки за купувачите. Прашањата кои може да ви помогнат се следниве. Што точно купувачите ќе добијат? Што значи среќен купувач? Откако ќе завршите со трансферот на болките во придобивките, започнете со нивно рангирање врз основа на нивната релевантност за купувачите. Значи, забележувате, ги рангираме болките врз основа на интензитетот и зачестеноста, ги трансферираме болките во придобивки за купувачи, значи, која ќе биде придобивка ако го користам тој ваш производ, а придобивката е решавање, значи елиминирање на болката. И на ваков начин продолжуваме со рангирање, значи на тие придобивки, но врз основа на релевантноста за купувачите.
колку таа придобивка е релевантна за купувачите во овој момент, утре, задутре, за месец дена, за година дена, за 2 години, 3 години. Значи тоа е она што ќе треба да го одговориме. Веќе ја имате вашата вредност дефинирана од повеќе аспекти и повеќе облици. Сега можете да започнете да размислувате да изградите нешто поопипливо што ќе биде представник на минимално одржлив производ. Физички MVP купувачот може да го допре и почувствува. Затоа обидете се да изградите нешто опипливо, преку што ќе го тестирате разбирањето на проблемот, односно решението. Ова ќе биде дел од следните видеосесии на овој модул. Основата е да бидете сигурни дека тоа што ќе го изградите ќе ги решава суштинските проблеми на купувачите, а би ги имало минималните карактеристики вградени во него. Веќе со работење на документот кој се однесува за оваа видеосесија, ги имате дефинирано карактеристиките или пак едноставно од вредноста веќе јасно се гледаат истите. Започнете со еден вид на демо производ или одреден вид на прототип. Важно е да имате веќе нешто. Доколку производот или услугата представува веб мобилен производ, вие MVP-то ќе го направите во вид на wireframe, PowerPoint презентација, mockups, flash демо и така натаму. Со ваков пристап обезбедувате можност луѓето да видат што се случува без при тоа да имате активен производ или услуга. При тоа ќе можете лесно да добиете фидбек и да го реализирате првото тестирање. Тестирањето првин се одвива на проблемот, за да бидете сигурни дека проблемот постои, а потоа на решението дека купувачите го сакаат тоа решение. Целта е да не направите производи кои што никој нема да ги сака. На сликата е даден пример на дел од MVP за мобилен веб канал. Забележувате дека ништо се уште не е функционално, туку едноставно скица на она што производ ќе го прави. За секоја страна ќе имате посебно ваква скица. На ваков начин, при тестирање со купувачи, лесно ќе може купувачот да свати што вашиот производ или услуга може да направи за него. Лесно ќе може да ги процените и неговите размислувања, неговите други потреби зацкриени, неговите идеи за самото подобрување на производ. Значи, без да вложите огромен труд и напор во програмирање, во дизајнирање на страната, во сите аспекти на креирање на тој производ, вие веќе контактирате со купувачите, добивате повратни информации и ја менувате скицата. Усогласување помеѓу вредноста и сегментите на купувачите во бизнис моделот е она што обезбедува еден стартап да успее или пропадне. Доколку не постои усогласувањето, неуспехот е неизбежен. Затоа и постојано го бараме тоа усогласување кое го нарекуваме производ-пазар усогласување. Значи, повторно да се навратиме. Значи, работиме првин на усогласување на проблемот и решението. Значи, првин дефинираме дека постои проблемот, го дефинираме решението и бараме усогласување помеѓу тој проблем и решение, односно дека решението ќе го реши тој проблем. Откако ќе успееме тука, следното е да одиме на производ-пазар усогласување. Значи, кое што всушност ќе обезбеди пронаоѓање на вистинскиот баланс помеѓу вашето MVP и купувачите. Тоа би било се за оваа видеосесија. Одморете малку и продолжите со работа на дефинирање на вредноста. Кога ќе успеете со дефинирање на вредноста, веќе голема работа сте завршиле. Ќе продолжиме во следната сесија со дефинирање на сегментите на купувачите како хипотези кои ќе влезат во бизнис моделот.